Македонските забелешки се содржани во конечниот француски предлог за преговарачката рамка и Но Ковачевски не откри конкретно детали од него, освен што кажа дека историските прашања нема да бидат дел од преговарачката рамка. Поточно, протоколот меѓу Македонија и Бугарија кој произлегува од договорот за добрососедство, а во чии рамки се наоѓа поточно се дефинира и работата на Комисијата за историски прашања, нема да биде од преговарачката рамка. Предлагам да ја слушнеме оваа изјава на Ковачевски. Во однос на историските прашања, едно од нашите барања беше дека историските прашања не можат да бидат дел од преговарачката рамка и тоа е содржано во овој предлог документ кој што е стигнат во Министерството за надворешни работи. Во однос на протоколот кој што го спомнувате, тој протокол не е прв протокол, значи тоа е втор протокол од комисијата која што работи на следење и на спроведување на договорот за добрососедство со Бугарија. Тој договорот за добрососедство со Бугарија е еден од документите кои што ние сме го потпишале, одобрен во собранието, и протоколот кој што е усогласен, исто така детали ќе бидат презентирани од страна на Министерството за надворешни работи. Протоколот нема да биде дел од преговарачката рамка. Марија, како што реков, премиерот не сакаше да изнесува повеќе детали на заминување од пресконференцијата неформално на прашањето. Која ќе биде формулацијата за македонскиот јазик? Само кажа македонски јазик, но не одговори на прашањето дали ќе има унилатерални изјави од Македонија и од Бугарија околу нивното гледање на македонскиот јазик. Нема детали какви и во каква форма Македонија добила гаранции кои ги бараше дека ова ќе биде последно барање од Бугарија. На тоа премиерот Ковачевски рече дека процесот која ќе започне ќе го води Европската унија, Македонија ќе има обврска да негува добрососедски односи. Исто така нема рок до кога Македонија ќе треба да ги заврши консултациите кои што како што ги најави премиерот, бидејќи се содржани барањата на Македонија во францускиот предлог ќе можат да започнат на широко ниво, поточно во сите институции, политичките партии, невладиниот сектор, но и јавноста. Тој најави дека предлогот ќе биде доставен до собранието, а за понатака во процедурите во собранието владата нема да се меша, што не исклучува, значи ова сега го толкуваме, дека е можно и да се гласа во собранието за предлогот. Предлагам да ја слушнеме изјавата на Ковачевски. Овој предлог ќе биде доставен до Македонското собрание и согласно процедурите кои што ги уредува собранието на Република Северна Македонија, ќе биде спроведена процедурата така како што е потребно, бидејќи владата не може да се меша во работата на собранието. Во однос на поддршката и во однос на консензуалното прифаќање на она што ќе сметаат нашите граѓани, нашите парламентарци, членови на влада и другите носители во државата, сметам дека треба да биде со најширок консензус, бидејќи на ваков начин ние правиме исчекор кон отворање на првата меѓувладина конференција за Република Северна Македонија со Европската унија. Премиерот Ковачевски за тоа дали уставот ќе се менува меѓу првата меѓувладина и втората меѓувладина конференција и дали првата ќе значи старт на преговорите, одговори малку нејасно. Рече дека тоа се процесите кои ќе се водат во рамки на преговорите, но најави дека сите детали ќе бидат соопштени утре на јавноста. Инаку барањето на Бугарија беше преговорите да се одржи првата меѓувладина конференција, но таа да не значи официјално старт на преговорите, туку до стартот на преговорите да започне на втората меѓувладина конференција, кога ќе настапат измените на уставот. Останува нејасно како е тоа сега уредено. Инаку премиерот најави дека утре вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, но и министерот за надворешни работи Бојар Османи ќе информираат јавноста повеќе за деталите од конечниот француски предлог за преговарачката рамка за земја со Европската унија, која според Македонија ги содржи нејзините забелешки и консултациите во земјава за него може да почнат